...1996 година е. Седиме во струга во собата на приземјето, лево од влезната врата и се договараме за промоцијата на романот Понекогаш се враќаат, точно 30 години пред да биде напишан. Димитрije Дурацовски, Ангелина Бановиќ и јас. Димитрije главно молчи. Се уште не го болат колената и често станува да ни донесе ова, да ни подаде она. Францускиот молерај од ателјето на Катот нечујно се беше симнал долу во собата кај што седевме и се беше залепил на белиот зид, љубопитен да дознае дали го има во романот. 10-годишно момче ѕирка низ прозорецот, мислејќи дека ние однатре не го гледаме. Влези, Ненад, влези, не ѕиркај, му вели Димитрije гледајќи во прозорецот. Кој Ненад? Прашува Ангелина Бановиќ. Јолдески, вели Димитрije. Надвор нема никој, велам јас. Потоа влезната врата се отвора, продорен чкрипеж втасува во собата побрзо отколку гостинот. Влегува уште еден Димитрije, остарен, одвај чекори го болат колената и вели добре дојдовте. Младиот Димитрije му го отстапува својот стол на стариот Димитрije. Ненад Јолдески влегува низ прозорецот како возрасен и вели јас сакам да читам извадок од романот на промоцијата. Баш ми е мило, вели младиот Димитрije. И мене, додава стариот Димитрije. Францускиот молерај се одлепува од зидот и се стрчува нагоре во ателјето. 2026 година е, 9 јуни. Седиме во Скопје во книжарницата Литература во Diamond Mall на промоцијата на најновиот роман Понекогаш се враќаат. Димитрije Дурацовски, Ангелина Бановиќ Марковска, Ненад Јолдески, гледате, тој сега е возрасен, и јас. Добре дојдовте. Бидејќи Ненад во расказот вели дека сака да чита извадок од романот, да му дозволиме на Ненад во стварноста да го стори тоа и да не внесе во куќата на Дурацовски, пардон, во новиот роман на Дурацовски. Ти благодарам, Оливер. Тоа е куќата. Fade in. Летото 1954 година се протега убаво низ есенските месеци. Куќата беше веќе покриена, а калфите до грамаджии на мајстор Ѓоре Асанко ги поставуваа прозорците. Дедо пак беше седнат во дворот. До него седат тато и Ѓоре. Дедо држи стаклен бинлак со ракија во рацете. Зад нив се Вујко Иле и тетка Десе, братот и сестрата на мама. Имаат по 15-16 години. Таа пак, мама, е на балконот кој се уште нема ограда и ме држи мене в раце, а сите гледаме кон улицата каде што стои фотографот кој ја прави оваа слика, низ која се гледа замрзнатата гледка со која започнува мојот пат низ оваа куќа од фотографијата. Која е истата оваа куќа 71 година подоцна, во која што оваа ноќ ги пишувам овие страници за мирните и понекогаш помалку мирни денови кои поминуваа низ куќата заедно со луѓето кои ја населуваа, кои живееа во неа и кои се заминуваа, некои ненадејно, некои полека и очекувано. Понекогаш ќе ми се вратат како замаглени гледки од некој минат сон или како привиденија кои ме подсетуваат на некакви средби исчезнати во заборавените сеќавања. Тие личности кои не постојат веќе. Заминале за секогаш и како ништо да не се случило, ми останува само да се сеќавам на тие нестварни мигови од моето матно минато загубено во маглата на милата носталгија. Куќата ми зборува за животот во неа.
бидејќи го зачувала сеќавањето на настаните. Ги абсорбирала во своите простори ноќните движења, гласовите што шепотат, гласната смеја, музиката, бркотниците, воздишките, стравовите. Приказната за куќата скока напред-назад во времето. И секој нејзин дел е парче од сложувалката што треба да го состави растуреното во една целина. Зборува и за човекот кој ќе ја затвори вратата од празната куќа зад себе. Само куќата стои на своето место, помни се што се случувало во неа, бидејќи има своја меморија и гледа како луѓето што биле во неа од нејзиното раѓање си заминуваат еден по еден за на крајот да не остане никој. Благодарам. Верувам дека најголемиот дел од присутните овде, ова беше за тебе или за Димче, за двајцата. Верувам дека најголемиот дел од присутните ве гледам, го знаете творештвото на Димитрije Дурацовски, веројатно колку нас, ако не и повеќе, сите го знаеме ова творештво и го сакаме, но сепак чувствувам несовладлива потреба да ги спомнам сите 6 книги на Димитрije Дурацовски со се најновата, затоа што секоја од нив представува засебна кота во современата македонска книжевност. Дурацовски има објавено 2 култни збирки раскази Тајна историја 86-та година и Црни пророци 96-та година, 3 романи Инсомнија 2001 година, еден од најкоментираните романи во современата македонска книжевност последните повеќе од 2 децении, Бледи сенки далечни гласови 2014 година, околу 3 по полноќ минатата година. Промоцијата беше овде, 10 дена подоцна од денеска, на 19 јуни и многу врнеше. Дурацовски е двократен добитник на Рациновото признание и на непроверено тврдам дека не постои антологија на македонски расказ последните децении во која што нема расказ од Димитрije Дурацовски. Вечерва се договоривме, Ненад Јолдески и јас ќе бидам модератор, но и двајцата со Ненад ќе бидеме само како писатели, кои што пишувале за и со Димче, и писатели кои што имале привилегијата за нас да пишува Димче и да не има во неговите книги, а сето друго, представувањето на новиот роман, ќе го препуштиме на Ангелина Бановиќ. Само да кажам, лично, како писателка, сметам дека Дурацовски ни ги отклучи и тајните соби на македонската книжевност, за кои или не знаевме дека постојат, или не знаевме како се влегува во нив, зашто беа заклучени. Клучот беше и ми се чини дека се уште е во него, иако ние, Божем, живееме во голем град, а тој во мал град, иако, Божем, ние се следиме што се случува, а тој всушност го создава случувањето. Ние кои учевме од него, остаревме. Остаре и тој, ама раката на Димитрije Дурацовски, со која што пишува, остана млада за секогаш. Ангелина Бановиќ Марковска, повели. Благодарам, Оливера. Добро вечер, Димче, добре дојде во Скопје. Ненад, здраво и на тебе. Добро вечер на сите присутни, љубители на убавата книга и на убавиот збор. Вечерва имам честа и задоволството да го представам најновиот роман на авторот, кому одамна не му треба посебно представување. Тој е писател и човек кој не раскажува приказни или не само приказни, туку создава светови. Тивки, меланхолични, обсесивни. Светови од сенки и спомени кои не подсетуваат дека минатото никогаш не исчезнува сосем. Таа нежна, би рекла дури и суптилна, доследна грижа кон кревката материја на сеќавањето го обликува јадрото на целото негово творештво. Впрочем, денес кога мнозина настојуваат да бидат гласни и вирални, Дурацовски останува тивок, длабок и ненаметлив. Неговото писмо нуди интимност, а не сензација. Затоа е тешко да се раскаже, а уште потешко да се реконструира. Оттаму, оваа средба вечерва нема да изгледа како класичен промотивен ритуал, туку како вовет, или барем обет за вовет,
во еден препознатлив и суптилен универзум кој ќе продолжи да живее, се надевам, во нашите сеќавања, тишини и препознавања и по завршувањето на оваа вечер. И со овој роман на Дурацовски повторно сме во Струга, во белиот излупен бадем, што како внатрешен пејсаж на душата некогаш го видоа очите на Ребека Вест. Во миризмите и сенките на едно детство и младештво, кое со децении, речиси метафизички, одбива да замине и останува заробено во собствената светлина. Влегуваме онака, фейдин, во семејната куќа на авторот во која пред 25 струшки лета, заедно со писателот Сашо Прокопиев и собственикот на издавачката куќа Магор, покојниот Љупчо Лазаревски, го пиевме свежо свареното кафе што тој ден љубезно го подготви за нас мајка Катјуша. Ама тогаш не знаев дека сум влегла во интимниот архив од спомени на човекот чие минато, небаре бледи сенки и далечни гласови, се таложело под зидовите на еден се уште ненапишан роман. Иако во него авторот се појавува со своето име и презиме, понекогаш се враќаат, не е класична автобиографија. Таа е поетика на сеќавањето во прво лице, носталгична реконструкција на минатото и стилска потрега по изгубеното време, по она безмалку прустовско време или прустовски простори на меморијата, каде минатото ја сретнува сегашноста и продолжува да живее во неа, како да не познава граници меѓу времињата. Романот изобилува со лични писма, еден купопродажен договор и неколку електронски преписки, со мноштво фотографии, постери и книги, бесценети траги од еден интимен живот. Вистина, тие не се приложени како факсимили, туку преку компјутерски фонтови што имитираат ракописи и машинописи, создавајќи илузија дека допираме оригинали. Но таа симулација не е доказ за вистинитост, само дел од играта во која фактите се стопиле со стварноста, што создава живот преку раскажување, замаглувајќи ја границата меѓу сеќавањето и книжевното остварување. Оттаму, иако е необично интимен и личен, и овој роман треба да се прими како фикција. Не затоа што во него ништо не е вистина. Напротив, се што раскажува Дурацовски е искрено до болка и соголено до коска, туку затоа што вистината не се мери со факти и факсимили, туку со силата на препознавањето што не обзема. Таму, каде што душа допира душа, каде совпаѓањата се толку длабоки, што човек почнува да верува дека чита собствена, а не туѓа вистина. И својрачниот подпис што писателот го става под цитатот на Мирко Ковач, присвојувајќи ги неговите зборови како свое авторско кредо, оди во прилог на тоа дека вистината е всушност стапица за душевната веродостојност на текстот, не на авторот. Ова што следува треба да биде еден компендиум, една бавна литанија што се протега од ноќ во ноќ и ме остава буден, бидејќи сеќавањата навираат непрекинато на оваа куќа, која на овој човек што живее во неа му била доволна и во неа нашол се што му треба. Но човечките неприлики, вели еден филозоф, доаѓаат оттаму што човек во собствената куќа не умее да се смири. Романот започнува како наративна имплозија, со црно-бела фотографија која се уште не знае дека е сеќавање. Замрзнат миг што не сватил дека веќе станал минато. Архетипски почеток што во себе ја носи собствената урнатина. Во центарот на таа фотографија, со која живописно незапознат, читајќи го цитатот од романот на Дурацовски Ненад, во центарот на таа фотографија е ново изградена куќа, а пред неа семејство. Погледите им се вперени кон фотоапаратот, како кон иднина што допрва треба да се живее. Објективот го задржал мигот, обидувајќи се да го сочува животот, но фотографијата веќе ја носи сенката од неговата минливост.
животот и смртта тука се во кревка рамнотежа. Она што требало да биде само запис за присуство, станало тивок сведок на отсуство, чувајќи го и она што било и она што ќе исчезне. И тоа е првата трага. Првиот знак дека луѓето, предметите и времињата што ќе ги сретнеме на страниците од оваа книга веќе му припаѓаат на минатото. Нивното враќање е можно само преку сеќавањето на нараторот, кој постојано талка низ архивите на семејната куќа, полна со стари фотографии, дребули и книги, будејќи ги нејзините заспани спомени. Небаре Дурацовска, интимна варијација на Прустовата потрага по изгубеното време, небаре Фелиниевски амаркорд на едно детство што се прекршило низ огледалото на Тарковски, создавајќи замаглени гледки и привиденија што лепдат низ куќата како на сон. Но Дурацовски не раскажува само приказна за куќата. Тој создава внатрешно време во кое таа е дом на детството, место на меморијата, интимен пејзаж на семејството и срце на романот. За него куќата не е само архитектонски објект, туку личен космос, кожурец и школка, психички резервоар на сеќавањата во кој одново се раѓа и се составува неговата душа. И не е само место во кое се живее, туку и битие со кое се живее. Куќата е топографија на интимноста, мапа на сеќавањето, внатрешен архив каде времињата се наталожиле едно врз друго, а живите и мртвите се смириле под ист кров. Затоа нема да биде погрешно да се каже дека Дурацовски всушност не опишува настани, туку работи со нивните траги, како да сака да ја сочува аурата на спомените за драгите луѓе и врските со нив пред тие целосно да исчезнат. Во таа смисла тој е близок до Марсел Пруст, Ролан Барт и Гастон Башлар. Ако за Башлар куќата беше простор на меморијата, тогаш за Пруст меморијата е самото време на животот. Не нешто што го паметиме, туку нешто што самото не наоѓа, како мал, речиси незабележлив тригер, што ненадејно го отвора сеќавањето. Заборавен мирис на парфем, случајна мелодија на радио, пожолтена фотографија од љубената девојка или поглед кон дрвото што ја зачувало под својата крошна болката од љубовните спомени. И одеднаш, минатото е пред очи, како да изникнало од самата сегашност. Во таа смисла, романот потсетува на Прустовата потрага по изгубеното време. Не затоа што минатото може да се врати онакво какво што било, туку затоа што сетилните искри во ноќта ја имаат моќта да ја разбудат неговата емоционална вистина. Оттаму меморијата за Дурацовски не е обично присетување. Таа е неговиот таен, речиси подземен механизам на враќање. Затоа насловот на овој роман не е случаен. Тој е токму таков каков што е. Понекогаш се враќаат, да, но не луѓето, туку спомените. Оние светлосни траги што небаре фотони останале заробени во коморите на свеста, како тивок шепот што ја буди нивната заспана тага, како ветер параклет што се провлекува низ стара куќа, ја предвижува завесата и за миг ни се чини дека некој се уште живее таму. Иако во овој роман нема фотографии и слики, како во претходните негови книги, логиката на Дурацовски е длабоко фотографска, на моменти дури и филмска. Целиот текст функционира како огромен невидлив албум од фотографии. Замрзнати снимки што чекаат да се откријат, или оживеани филмски кадри што ни ја враќаат минатата светлина. Затоа понекогаш се враќаат не е само роман што се чита, тој е роман што се гледа, роман што се препознава, што оживува во прозирните комори на свеста, во нашата мемориска камера луцида, како зборовите, каде што зборовите стануваат слики,
а сликите емоции што долго ќе не прогонуваат. Би сакала затоа да се задржам сега на две сцени кои според мене се најмоќните ментални фотографии во овој роман. Две врежани слики што доаѓаат од топлите предели на носталгијата, каде времето се скаменило во собствената светлина. И во двете се чувствува она што Ролан Барт го нарече пунктум во фотографијата. Оној мал детал што не прободува со својата болна убавина и не води кон срцевината на сеќавањето, отворајќи пукнатини низ кои минатото повторно влегува во сегашноста. Токму затоа овие сцени се како внатрешни мемориски панели на кои за секогаш се втиснал светлосниот отпечаток на сеќавањето. Едната сцена ја опишува љубовната тишина, која како фуга, а дуе во очи, се разлева меѓу родителите додека го пијат утринското кафе. Погледите им се вкрстуваат во тивка возбуда, дланките нежно се галат, а собата пулсира во тивкиот ритам на заедничкото утринско молчење. Секој од овие мали, неми гестови оставил светлосен отпечаток во меморијата на авторот, за повторно да се врати како лајт мотив на крајот од романот и да не подсети дека во таа совршена едноставност, во тоа мирно совпаѓање на звуците, допирите и погледите разменети со љубов, е зачувана целата вечност во семејната куќа. Другата сцена е како замрзнат миг од животот. Налактен на кујнската маса, нараторот сонливо не наблюдува мајка си како чита. Сонцето се провлекува низ завесата, а миризбата од ванила, ореви и портокал ја исполнува просторијата тивко, мешајќи се со звукот на виолончел. Се си е на своето место, како светот за миг да ја нашол својата собствена хармонија. Ги издвоив овие сцени од романот на Дурацовски за да покажам всушност дека во тие две наративни слики е сочувана самата логика на сеќавањето. Мислам на кружното враќање на времето, како бескрено ехо на спомени што не допираат со својата неизбришливост и тивко го обликуваат нашето доживување на минатото, кое никогаш не престанува да се случува. Тоа секако не се памети, тоа се преживува. Како светлосна трага што пулсира низ нас додека споменот не стане само дишење на времето. Ако треба да го изберам сега највпечатливиот момент од романот за мене, тоа секако е наративната секвенца во која минатото се враќа како просторна меморија во зидовите на домот. Читателот тука не следи класична нарација, туку влегува во режим на свест, што подсетува на стара видеолента, која речиси физички почнува да се одмотува наназад. Секој кадар носи своја тежина, а секој светлосен отпечаток повторно оживува спомени. Но не станува збор само за обична ретроспекција или за некаков флешбек. Се работи за внатрешен ревајнд на меморијата, во кој времето одбива да тече само во една насока. Наместо тоа, се свиткува кон изгубениот миг, а истовремено се отвара кон иднината. Сцената има речиси филмски карактер, но вистинското тежиште тука е судирот на две свести во едно исто сеќавање. Свеста на возрастниот Дурацовски и свеста на детето што некогаш бил. Нараторот имено се гледа себе си како дете седнато во автомобилот на покојниот татко со поглед вперен низ прозорецот кон зидот на гаражата. Над зидот од гаражата, како од внатрешна филмска лента, почнуваат да се проектираат замрзнати слики од минатото. Лентата се премотува, се кине и повторно се составува во еден аналоген режим на меморија која физички се движи назад низ собствените траги, откривајќи нови пресекувања на сеќавањето. Во еден миг нешто необично се случува со времето. Како двете перспективи да се вкрстуваат во ист визуелен кадар. Едната е на детето, кој го памети минатото, но се уште не знае што ќе донесе животот. Другата е на нараторот, кој веќе го знае исходот, но не го заборавил минатото.
Филмската теорија го нарекува тоа двојна експозиција, двојно прикажување на сеќавањето. Секој светлосен одсечок од лентата се пресекува со друг. Минатото се преклопува со сегашноста, па двете слики се гледаат како низ прозорец, кон иднината, споени во ист филмски кадар со едно исто чувство на сеќавање и очекување. Ова не е обична мемориска сцена. Ова е визуелна и емотивна топографија на времето. И тука се огледува целата поетика на Дурацовски. Таа би можела да гласи вака. Литературата е непрекинато будно сеќавање во кое не гледаме со очите на детето што сме биле, туку со очите на човекот што сме станале. И ова не е само игра со времето. Тоа е игра и со вистината. Детето во автомобилот се уште не знае дека е спомен, но нараторот знае. И токму таа разлика во знаењето се раѓа целиот роман. Неговиот богат, внатрешен живот ни покажува дека минатото не се враќа такво какво што било. Спомените не ја повторуваат својата првобитна форма, тие оживуваат низ очите на оној што веќе ја знае днината, осветлена од неговото мемориско искуство. Инаку, романот изобилува со прекрасни епизоди, некои се духовити, други меланхолични, но има и длабоко тажни. Особено се впечатливи спомените што откриваат детали од биографијата на мајката и таткото, оската околу која се врти целата меморија. Љубовните страдања и преписката со младата Снежана, годините поминати во ликовното училиште во Скопје, како и средбите со Миро Главуртич и Марко Ристич, една добра, позната, но и безвременска приказна за белградскиот надреалистички круг медијала. Но времето за оваа промоција е ограничено и не остава простор сега да се задржиме на нив. Затоа дозволете ми да кажам само уште нешто за крај. Постојат писатели кои фантазираат за големи дела. Некои никогаш нема да ги напишат. Впрочем, она што го нарекуваме магнум опус и не произлегува од амбициите за величие, туку од тивката верност кон сопствените прашања. Како човек сиот живот да длаби во истото место, додека не открие нешто подлабоко од себе си. Како со децении да гради една внатрешна катедрала, а сите претходни книги да биле само темели за незиното создавање. Затоа, по читањето на овој роман ме обзеде силно чувство дека за нашиот Дурацовски магнум опус не е само големо дело. Тоа е мала куќа од зборови и сенки во која човек успева конечно да си го собере расцепканиот живот. Една не нужно совршена, но доволно вистинита творба што ќе продолжи да живее и по неговото заминување од книжевната сцена. Не како творба за крај, туку како метафора за премен кон друга творечка димензија. Fade out. Благодарам, Ангелина. После вакви представувања на роман човек нема што да каже, треба само да молчиме, но, бидејќи помолчењето е Димче Дурацовски, Димче, како ти изгледаше се во ова зборување тебе? Дали си свесен дека си напишал нешто различно од претходните книги или мислиш дека ова е како сите други книги што ги напиша претходно? Не, ова е поразлично од досега напишаното, бидејќи е едно сосем ново искуство. А ова што го зборувавме како ти изгледа? Одлично, Ангелина има многу убаво прочитано книгата. Јас сакам да ве слушам вас, да зборувате за книгата, не јас да зборувам за книгата, бидејќи јас книгата ја напишав за вие да ја прочитате. Ти благодарам, да. Книгата подсетува на сите твои книги и тие што ако постојат воопшто такви читатели во Македонија кои што не те читале претходно, веројатно ќе го препозна тоа што се нарекува ракопис на Димче, што е писмо на Димче, но книгата, јас се согласувам наполно со тебе, личејки на сите претходни е сосем поинаква.
За мене најголемо изненадување, не знам дали можеш да ме изненадиш, бидејќи твоите книги ги читам од првата, од 86-та, како што излегуваат во реално време, но сепак ме изненади што во оваа книга нема ликовен материјал. Ти се согласи да нема фотографии, иако овој роман се базира на фотографии, на визуелното, како и секоја твоја книга претходно. Сметам дека првата разлика суштинска, изненадувањето на нас, твоите обожаватели, дури би рекла и твоите ученици меѓу писателите, изненадувањето е што раскажуваш нешто што нема, што не е представено во книгата, а ние сепак го гледаме. Кога книгата беше во висока подготовка, кога беше пред печат, можеби и веќе во печатница, ти објави едно видео со сите фотографии, кои што ги нема во книгата, и тоа всушност беше една визуелна рецензија на книгата што не беше отпечатена уште, бидејќи фотографиите сами се на едно место, а на друго место е текстот без нив, а текстот раскажува за нив. Како се откажа од фотографиите? Како се откажа? Зошто не ги објави? Ни поверува дека не треба да ги објавиш или не сакаше да ги објавиш? Едноставно не сакам да напишем книга само зборови. Да пробаш дека можеш и со зборови да нацрташ, не само со фотографија. 86-та година, кога излезе неговата прва збирка раскази, јас бев студентка и соочувањето со таа книга беше во исто време кога излезе и книгата на Јадранка Владова прва. Како студенти не знаевме каде се наоѓаме кога ја прочитавме таа книга. Му раскажував деноиве на Ненад Јолдевски, кој што е многу помлад од нас, каква страст беше 86-та година во тоа море од читање книги, да најдете книга од која што не можете да се соберете кога ќе ја прочитате. Тоа не се случува често, тоа се случува, па би дозволила да речам и во име на контекстот и на гостите, со големите струшки мајстори. Значи, големиот струшки мајстор што првпат сум се запознала со неговото писмо е Димитрije Дурацовски. После повеќе години се запознав со писмото на уште еден голем мајстор, на Крсте Чачански. Димитрije Дурацовски пишуваше еден исклучителен поговор во преобјавувањето на романот Книга на небото од Крсте Чачански. Понекогаш се враќаат и се е тоа кодирано поинаку. И моето трето изненадување со еден млад струшки мајстор, еве го младиот струшки мајстор, Ненад Јолдевски, така што и првото соочување со Ненад Јолдевски пред 10-15 години, пак ми беше возобновување на врвицата која што е од Дурацовски преку Чачански и во првата книга на Ненад Јолдевски и го има Дурацовски. Зошто го има Дурацовски? Фала ти, Оливера, на убавите зборови. Дурацовски, јас малку обратно. Најпрвин го запознав книжевно Чачански, за жал никогаш не се сретнавме. Тој почина пред јас вистински да го познавам неговото творештво. Интересно е што со Димче, со Дурацовски делевме исти град, нели, но јас до долги години, можеби 2010-та, не ни знаев кој е Димитрije Дурацовски, без разлика што ја познавав официјалната лектира македонска и слично, генерално предпоставувам бев сконцентриран на странски автори и слично. Не запозна Скопјанец, тоа е Никола Гелевски Коља, кога се правеше фестивалот Ноар фестивал, филмот за Ноар. Така се запознавме со Димче, разменивме 2-3 збора и јас по грешка мислев дека тој е директорот на Домот на култура. И неколку пати му се обратив после тоа со директоре, тој можеби не се ни сеќава, и тој ме погледна чудно и тогаш како сега што ме гледа. Во смисла, за јас подоста, де ме исправи во никој случај, ништо не ви кажа, за подоцна јас да разберам кај неговиот внук, всушност кај внукот на Ватки, на братот на неговата сестра, Горан, кој ми е школски другар, ликовен уметник, така прв пат ја сретнав Инсомнија и кога се соочив со Инсомнија, со самиот формат на книгата пред се, и со се тоа што е внатре, вака едно доволно е да ја разлисташ, нели, за да сватиш дека тоа не е секојдневна книга. После тоа дури земав од Струшката библиотека еден примерок на Инсомнија кој го прочитав во кола додека брат ми ме возеше во Скопје. Фасциниран исто така на тој начин како што ти што тоа е првото издание, тоа е најфеноменалното издание
Таму спаѓаат и неколку книги од Влада Урошевиќ кои што исто се феноменални како Париски приказки. Тоа се вика нешто помеѓу, едицијата на нешто помеѓу. Мислам и Прокопиев дека е таму. И слично, тоа е сјајна едиција со сјајни автори, во поглед уште самиот паратекст е една феноменална книга која беше доста необична на момче од 18 години соочено со лектирата, само тоа беше за мене земјотрес. Кој што продолжи после тоа со тајната историја. За мене е 86-та година. Да, ова е години подоцна. 86, тоа е практично тајна историја е генерација моја. Јас сум исто 86-та роден. И значи кога го видов тоа што го пишува Димче, тоа ме ослободи првично. Страшно многу ме ослободи да можам сите експерименти кои што ги направи во книжевноста се поради Димитрije Дурацовски и неговата слобода. Тој е великодушен во смисла ги прима сите автори. Јас ги нарекувам кај него подстанари. Тие не се гости кои што доаѓаат на кафе, туку се подстанари како Шејка, Бруно Шулц, кои што уште од тајна историја стануваат, не знам и дали воопшто се иселени од неговите книги, се до оваа книга и таму остануваат, нели, да живеат, што е феноменално, бидејќи тоа на некој начин го менува и писмото на тие автори повратно. И, нели, тоа што го зборувавме пред промоцијата, Борхесовското, дека се менува и се поставува историјата и може да се види едно друго читање. И во таа смисла, поентата на целиот овој муабет е дека јас во случајот на Спирала или секаде каде што е внесен Дурацовски се обидувам да внесам една повеќе онтолошка референца кон него, отколку некое обично реферирање или влијание кое што би тежело вертикално врз текстот. Сакам да верувам дека го продолжувам животот. И Спирала е напишан токму за таа цел и особено ми е драго што ти денеска го напиша тој кус расказ и ја почна промоцијата така, бидејќи Спирала е напишана за цел да биде расказ кој што ја продолжува спиралата кој што Димитрije ја прави во однос на Павич и е отворен расказ кој што му дозволува на било кој да му пристапи да направи уште еден вртеж на тоа верглање, една бесконечна спирала која што практично е отпуштена и се надевам нема да удари неколку по глава. Истото и со Чачански. Од Чачански бе фасциниран подеднакво како Дурацовски, едноставно и двајцата ми припаѓа на таа моја митологија за струга што ја имам. Димче и Чачански практично инхерентно си постојат во мојата струга и како жители и како ликови и едноставно да, ако пишувам за струга, тие се неонминливи, ги гледам по улица. И иако мислев дека сум ги надминал и апсолвирал овие прашања во поглед на текстуалност, интертекстуалноста и слично, пред некое време, неколку недели пред да се објави книгата, легнав да пододморам среде бел ден уморен од работа и од никаде ми се појавува сликата како Димче се шета на 2 пати по кејот на струга. И тоа беше расказ напишан за 2 секунди, што значи дека уште толку многу силно ми влијаело што уште ми делува тоа дури и несвесно после толку долги години. За среќа. Да им помогнеме на луѓето што не го знаат расказот Спирала на Ненад Јолдески. Го спомнував и минатата промоција, тоа не е само расказ, тоа е целата поетика раскажувачка на Димитрije Дурацовски, трансферирана во туѓа поетика, најдобро ја објаснува всушност поетиката, ама не само на Дурацовски, туку паралелно на двајцата. И тоа е многу возбудливо да се чита. Димче сака да не слуша, ние сакаме да го слушаме него. За Чачански, која го пишуваше по говорот, прво одбиваше, па се согласи, ние го приобјавивме многу значајниот роман Книга на небото, последниот роман на Крсте Чачански, кој што мислам дека не го доби своето вистинско место во Македонија во времето на излегувањето. Не беше промовиран, Крсте брзо се разболе, почина брзо после романот. Така што кога го преобјавивме пред 2 години во Арс Ламина, знаев сигурно дека поговор мора да напише Димче Дурацовски. Не бев сигурна дали ќе прифати, ама имав резервен план. Ако не прифати Димче Дурацовски, ќе го принудам Ненад Јолдескиот и тој е млад и ќе се обидам да го принудам.
Крстен напиша поговор за книга на небото, но тоа не е поговор. Што е тоа што го напиша во книга на небото? Има и сечавања, меѓутоа тоа е една моја фантазија од тие стари времења кога се дружевме со Крсте. Колку е вистина тоа и те интересира ли тебе воопшто што е вистина? Јас не верувам дека се е вистина во вашите средби со Чачански, тие како што ги опишуваш во поговорот на книга на небото. Те интересира ли што е вистина или што некога пишуваш, или сам решаваш што ќе ни продадеш како вистина? Не знам што да ти речем, Боливера. Ни самиот не знам кога ќе пишувам што е вистина, што не е. Да. Мене ми е најмалку важно во литературата, се надевам и вам, што е вистина, но бидејќи ние го познаваме и приватно Димче, и сите сме биле во куќата како на некоја книжевна причесна во таа куќа за која што и целиот роман, така што кога ќе се најдеме, еве за себе кажам, кога ќе се најдам себе си во тоа што го пишува Димче, тоа е една крајна возбуда како да сте препознале не дел од себе си, не е важно дека ве има, туку дека дел од нешто ваше внел во неговата вистина. Овој роман, постмодернистите, а Димче е еден од најстарите и најважните и најверните постмодернисти во македонската книжевност, од чишто шинел излеговме сите подоцна, нели клучната работа на постмодернистите е да ја лизгаат вистината и фикцијата, и вистината да се претвора во фикција, фикцијата да ја прават веродостојна како вистина. Тоа не е баш така кај Димче Дурацовски, особено не во последниот роман, колку што го знам јас приватниот живот на Димче, романот понекогаш се враќаат е 100% вистина. Но, начинот на кој што е раскажан е чиста фикција. Значи, сосема една необична постапка на обратно од се што се правело. Фикцијата да ја продадеме како вистина, нели, е многу честа книжевна практика. Пишувањето биографски роман за својот живот, а при тоа да произведете фикција, тоа е стварно нешто крајно невообичаено и затоа не мислам дека ова е најдобар роман на Димче, воопшто немам потреба да ги споредувам, меѓутоа мислам дека ова е најроман од сите романи на Димче Дурацовски, бидејќи работи само со збор. Прв пат во својата 6-та книга работи само со збор и не се потпира на ништо. Ајде, Нена, да ни прочиташ уште нешто. И сега, еве ги пред мене во оваа ноќ, кога треба да реконструирам едно минато кое е изминало како поленов прав расеан низ воздухот, во оваа мала струга, која 1938 година, кога ја догледала Ребека Вест, стоејќи на Чаршискиот мост, рекла дека струга ми наликува на излупен бел бадем. А она, наша струга, која ни доаѓаше во 70-тите и 90-тите години, не се разликуваше од таа на Ребека Вест. Беше мала, бела, удобна, отворена за чуда, што ни доаѓаа тие години од светот, а ние подзинати ги подземавме и ги прилагодувавме тие чуда по наша мерка. Беше толку поинаква од оваа сегашната. Во таа некогашна струга се движеше подоцна Горан и неговите другари, но за да дојдат 80-тите требаше да ни се случат 60-тите и 70-тите години, кога за прв пат ја откривме поп и рок музиката што ни доаѓаше од западните страни на светот. Најпрвин слушајќи ги до безвест топ листите на Радио Луксембург, а потоа на подотворената продукција на домашните дискографски куќи, купувајќи ги плочите на 10 Years After, Deep Purple, The Animals, The Birds и нормално Beatlesi. Сакавме се нивно, посебно наредникот Пепер, но најпочитуван беше така наречениот Бел албум. Една какофонија од звуци која на запропастуваше и носеше мрачни тајни во кои се споминуваше поимот Helter Skelter.
што подоцна доби и мрачна конотација поради злоупотребата од страна на Чарлс Менсон, кој го толкувал поимот како символ на хаос и апокалипса. Во таа мала удобна струга, во оние божествени лета на крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години, почнаа да ни доаѓаат првите долгокоси хипици, со кои ние, локалните момчиња, по цел ден се излежувавме по плажите, свирејќи ги на акустична гитара најновите светски хитови. И тоа лето 1971 година со моите скопски хипи пријатели Милош Коџоман и Драголјуб Бежан, со кои заедно учевме во уметничката школа во Скопје, наслигавме едно големо платно, психоделична реклама за диско клубот што се викаше Енхалон, а на платното беше насликано ацтечкото божество, крилатата змија Аждер, Квецал Коатал. И го поставивме на највисоката зграда во чаршијата, куќата на Цицорок. Не стоеше долго, бидејќи дојдоа милиционери и ја симнаа сликата, а нас не зедоа во милицијска станица и не испрашуваа што е тоа, дали е нешто поврзано со дрога. Во новиот роман на Дурацовски постојат делови, тој е фрагментарен, меѓутоа различно фрагментарен од другите книги, рековме, сепак има една друга нишка. Во овој роман гледам антиципација, можеби на идни книги. Димче ќе го прашаме за идни книги, речи си знам дека ќе каже не планирам да пишувам на идни книги. Но внатре во оваа книга првпат во неговото творештво забележувам детали, барем јас, кои што може да се отцепат од книгата, може ли од претходните, ама на по микроплан, може да се отцепат и да бидат самостојни раскази. Овде јас мислам дека овој роман има голтнат уште еден роман, што е многу необично. Мислам дека има голтнат еден роман за млади или за деца, со една психосоцијална тема. И Ангелина, тоа што ти го зборуваше за детето во автомобилот на покојниот татко, сметам дека самото по себе е роман за деца или за млади. Многу траурна тема, меѓутоа сосема во тренд на тоа што се прави сега со психосоцијалните теми. Му кажав на Дурацовски дали од романот ќе го извлече романот за деца, тој се испозачуди. Што ќе правиш после понекогаш се враќаат? Еве мене ми текнува две книги што може да произлезат, што се голтнати. Едната е со автомобилот, роман за деца, втората после ќе ја кажам, од кога ти ќе ми одговориш. Што ќе пишуваш после? Јас воопшто не помислив за тоа, додека ти не ме подсети и сега размислувам за тоа. Многу ми е мило. Да. А вториот, можеш да предпоставиш што очекувам второ да биде? Тоа е моја животна желба, вака една голема радост да напишеме заедничка книга што ќе се вика Молерај. Би можеле да напишеме Молерај? Би можеле, бидејќи разговараме веќе 10 години, 15 за тој Молерај. Грото од нашите разговори, нашата комуникација и книжевна и приватна, бидејќи се е исто тоа кај нас. Иста таква релација имаме и со Ненад. Од обични работи зборуваме за нешто друго, значи повеќе од 10 години зборуваме за Молерај. Јас сум порасната 70-тите години во Куманово, во куќа со различен Молерај во секоја соба. Така се живееше. Првпат така се живееше тоа време, кај повеќето луѓе беше така. Првпат кога отидов кај Димче Дурацовски во Струга, видов во Молерај, во неговите соби, кој што е многу поубав од нашиот Молерај. И нашата приказна и нашиот однос со Молераите трае до ден денеска. Минатата недела му праќав Молераи секаде каде што ќе видев, каде што шетав Молераи, и секогаш се враќавме на мајсторот Толом, кој што ги правел Молераите, Молераите кај Димче седат. Француски, го викаше француски Молерај. Ама со право го викал француски Молерај. Па веројатно со право. Многу би сакала да напишеме епистоларен роман, за што би се викал Молерај, и сега прости ако ти се наметнувам, но можеме и само да ги извадиме преписките и да ги објави некој друг, зошто па други можеме сами, например. Дали ти, Ненад, би ни напишал предговор за Молерај? Обавезно. Преска, кога ми раскажуваше што се случувало во врска со Молерај, навистина беше фасцинантно, но извини, сакам да се надоврзам нешто на ова што споменуваш, дека може детска книга. Се согласувам апсолутно дека романот проголтал неколку книги, едната е детска.
Го зборувам ова затоа што не одамна, баш оваа година прочитав неколку курентни модерни романи за деца. Сите до еден се бавеа со прилично тешки теми, како загуба на татко, загуба на мајка, многу страшно. Едниот кој што многу ми се допаѓаше е славен роман, се вика Monster Call, повикот на чудовиштето од Патрик Нес. Така што дефинитивно и јас би сакал Димитрија, ако би можел да изведе роман, дури и сликовница може од тоа да се случи, дефинитивно е тука. Така што би завршил тука дека најмалку што сакаме ова да е последната книга на Дурацовски. И дека го замолуваме барем да не почасти со збирка раскази, ако не нешто друго. Со што да е. Ангелина, која книга најмногу ја сакаш на Димитрија Дурацовски? Да бидам искрена, тешко е да се одлучам. Може би Инсомнија беше така еден вовед во еден необичен свет, како печворк некој во кој можеше да се види нешто необично на македонската сцена, иако има автори нели кои ги интегрираат фотографиите, сликите или некои други медиуми во своите дела, светски автори, кои сигурно Димче добро ги познава и ги проучува. Аустерлиц, на пример, романот или некои други, но она што во тој период пред 25 години за мене беше и како писмо, и како сентимент, и како композиција различно, извонредно постмодернистички, но не само тоа. Туку имаше некоја магија во сето тоа, неизбежната тема за надреализмот, откривањето на многу сликари, писатели, филозофи кои поминале низ неговиот живот, интимен живот и кои се нашле како ликови нели во неговите романи, мислам би го издвоила Инсомнија, можеби како она прв вовед во поетиката на Димитрија Дурацовски. Инаку навистина овој роман како да ги интегрира сите претходни. И како да го антиципира тоа што ние подосна ќе го пишуваме, што сме ориентирани на ваков тип на веројатно проза. Да. Мислам дека поетиката на сеќавањето е тема од која, но поетиката, заправо сеќавањето и меморијата е тема од која Димитрий Дурацовски не може да избега. Од и самиот тој всушност е сиот човек што се сеќава. А во сеќавањето, освен емоции, има и некои слики кои ги оживуваат луѓето кои не недостасуваат. Значи, не идејата само сеќавањето болно заради себе, туку реинкарнирање книжевно на ликови кои го ја граделе оската на нашиот живот. Дали се тоа родители, дали се тоа книжевни родители, уметници, особено е важно присуството на Марко Ристич во творештвото на Димитрија Дурацовски или да кажеме на Миро Главуртич, да не зборуваме за Леонид Шејка, па дури и Иваницки, нели Олга Иваницки тој период заедно. Затоа ние дознавме всушност од неговите книги по еден индиректен пат. Мислам дека директно од Белград Надреалистите, во тоа време не ги дознавме. Може би преку литературата и се знаеше, меѓутоа Главуртич, да, па и Томо Готовац подоцна и сите тие, мислам, концептуалисти надреалисти, а всушност Димче мислам дека во себе го има тој концептуализам, особено неговите уметнички дела, сликите кои имаат навистина една чудесна надреалистичка димензија, инспирирана буквално од медијала, најмногу од па и од Миро Главуртич, ама ми се чини од Леонид Шејка. Да, една неверојатна, чудесна, метафизичка димензија во која тој се обидува на еден едноставен начин да го прикаже не само својата љубов кон надреализмот и својата антиципација на тоа што надреализмот предизвикува, нели, внатре во чувствата на луѓето, кај уметниците, туку и едноставно пристапот, нели, кон надреализмот кај Димче е така некако спонтан. Ти го спомна и Ветар Параклет, како што се викаше неговата изложба во Куршумлија, не, каде беше во Чифте Амам, да. Јас за жал не бев, меѓутоа многу позитивни критики прочитав за тоа, ги знам делата на Димче, сум ги гледала. Тоа беше вистински настан и јас сум многу горда што на минатата книга од минатата година околу 3 пополнок Димитрија Дурацовски сам ни предложи Корица во 2 варијанти, што ја направија заедно со Марко Трпески, со замените, што сметам дека е нешто што одговара на
на поетиката. Да. Де можеме да ја завршиме ова вечер без да се обидам да ни објасни Димче, ако не тој, јас или Ненад ќе објасниме или кој било од нас. Во овој роман има два краја. Едниот крај е внатре, како што имаше претходниот роман од минатата година, две корици, значи имаше делнична и празнична, со негова слика и со монтажа. Така годинава во овој роман понекогаш се враќаат, за кој што рековме дека е најроман од романите на Димче, има два краја. Романот завршува на еден начин внатре, на самата корица, на задната корица, нема извадок, нема критичко мислење, нема ништо, туку има алтернативен крај. Размислувавме долго кој да биде внатре, кој да биде надвор. Но зошто има два краја, Димче? Не знам ни сам зашто има два краја. Ето така се погоди. Сега бидејќи Ми се сонија. сега вака, Ги сонив. мило ми е што ве гледам, идам еднош годишно во Скопје и вака заедно сите да ве видам. Бидејќи рече дека ќе завршуваме, сакам да го кажам ова. Книгава е за загубите и за осаменоста. Во еден муабет Владко Галевски ми спомна дека му рекол на некој пријател дека ја прочитал книгава, пријател го праша што кажува Дурацовски. Што е книгава? А Владко му рекол книгава е неговите 100 години самотија. И мислам дека не сгрешил. Го видов овде негде Дарко Чичино, дали е тука? На тераса е, тука е Дарко Лешовски. Задржи го. Да? Да дојди Дарко. Еве го Дарко Чичино. Земи го микрофонот. Што треба да направи Дарко? Здраво на сите. Да го прочита ова, бидејќи убаво чита. Понекогаш се враќаат во 70 збора. Леонард Коен. Тоа чувство, само тоа чувство дека си возрасен. Со некој убав покрај кого си среќен и целиот свет е пред тебе. Тоа го почувствував само еднаш во мојот живот. Таа топла јулска ноќ 1971 година под големата канадска топола на старата автобуска станица во Струга и никогаш повеќе. Имав 19 години и со заминувањето на онаа која таа ноќ беше со мене, завршија сите мои сентименталности за секогаш. Толку. Сега сакам да го гушнам, пошто и за мене тоа место ме погоди. Ќе кажам ова, ајде, прв пат на тоа место јас ја имам напишано првата моја песна. Татко ми беше тука, сосема различно чувство, но и за мене свето. Фала ти. Јас ќе ви кажам, Димитри Дурацовски си напиша нормален роман со нормален крај. Романот беше во подготовка, тој рече не сакам тој крај, сакам друг крај. Напиша друг крај. Ми го прати само крајот. Мене ми се види дека едниот е различен, другиот е различен, дека не можам ни јас да решам кој да биде. Велам Димче, ајде кажи кој. Тој вели не можам, реши ти. Реши ти, реши ти. Решивме, еден внатре, еден надвор. Вие кога ќе читате, ќе видите кој ќе ви се допадна и зошто не би имале право на избор, да видиме како ќе заврши таа книга. Многу ви благодарам на сите, му се заблагодарувам на Димче што ми кажал само една позитивна реченица и да го искарам. Јас сум пишувала за сите негови книги една по една, сум пишувала заедно за книгите, значи во сите можни комбинации. Со голема возбуда му ги праќам своите книги, му ги праќам и во ракопис, и на една книга што ми значеше моја, ја прочита веднаш и ми рече: диалозите ти се како чипка. Ти благодарам многу за чипката.
Дали сака некој нешто да го праша друг Димче, за да му одмолчи на прашањето? Ви благодарам многу, се надевам дека до година ќе дојде. Дали го победи стравот од авионот? Да, да. Во стравот од авионот, да. Кога и да влезам во авион, мислам дека треба да го напуштам, нели? Ви благодарам на сите, јас ќе дадам се од себе да го видим и до година на промоција Димитрije Дурацовски. Ви благодарам многу. Sreća večna, čista sa